Здраво на сите, доброволите во 8-та епизода од третата сезона на Юскет. Ова ќе биде последна епизода од третата сезона и денес ќе го обработуваме животот и смртта на францускиот инвентор Луи Ле Принс, кој што можеби бил прв што ја инвентирал камерата. Така, значи, тој бил француски инвентор кој што има многу интересен живот, а богами и смртта му била многу мистериозна, па зашто веднаш да не влеземе во случајот. Секој обичен љубител на киното неверојатно ќе ви каже дека Томас Едисон ја измислил камерата за слики во движење во доцните 1800. Но што ако ви кажам дека вистинскиот татко на подвижни слики всушност е брилијантен французин по име Луи Ле Принс? Може би ќе кажете, добро, ако ова е вистината, зашто никош не сум слушнал за него? Може би никош не ви требаше да слушнете за него, бидејќи во едно ковно поплавње во понеделник на 16 септември 1890 година Луи Ле Принс ќе се качи на воз и никош повеќе нема да биде виден. Исчезнување што во суштина ќе го избрише од историските книги. Луи Ле Принс е роден во североисточниот град Мец, Франција, на 28 август 1841 година. Луи бил студент по уметност, хемија и физика. Во 1866 година Луи се преселил во Лиц, Англија, за да работи како агент во леарницата Витли Партнерс. Во 1869 година Луи се ожени со колешка уметница Елизабет Лизи Витли. Во 1881 година Лизи и нивните деца се преселиле во Њујорк. Тука Луи ќе управува со уметници кои се сликаат панорамски пейзажи. Овие изворени слики ќе го инспирираат Луи да создаде уште поинтересно искуство. Слики што се движеа. И ова ми се допаѓа неговата мотивација. Тој работејќи што работел, видел тоа све што видел, неговиот ум инвентирал. Тоа е многу важно кај ваквите луѓе и тоа ми се допаѓа дека рекол ова што го видам, што ќе го прави може да направи подобро тоа. И ми се допаѓа неговата филозофија, затоа остана запаметен како инвентор. Не за џабе Луи Ле Принс е тој што е, Луи започна да работи на подвижни слики уште во 1885 година, измислувајќи камера со 16 леќи, за кои се надеваше дека може да го создане она што сега го нарекуваме филмови. Се смета дека Луи започна да гради и тестира рана верзија на неговата камера со една леќа наскоро потоа. Според ќерката на Луи, Мари, која била тинејџерка во тоа време, таа се сетила кога го видела нејзиниот татко како проектира движење на слики на зид во нивната работилница уште во 1886 година. Ова беше долго пред Томас Едисон да започне со конципирање на дизајни за филмови околу 2 години подоцна. Во 1888 година Луи го изгради она што би било неговото вистинско тврдење дека е татко на подвижните слики. Работна верзија на камера за слики со движење со една леќа. Беше дрвена и тежеше околу 18 кг. Имаше рачка што рачно поместуваше хартија, чувствителна на светлина помеѓу објективот и блендата. Ова го кажал Тони Буд од Националниот музеј за наука и медиуми во Обединетото кралство на камерата со една леќа на Луи. Цитирам: "Ако го погледнете механизмот што го користи камерата, тоа е многу сличен механизам со сите последователни камери со подвижни слики што дојдоа потоа. Тоа е еден ролен филм што се преместува од еден во друг калем преку бленда и прави последователни слики кои потоа бидат дизајнирани да бидат проектирани да го репродуцираат тоа движење. Како дел од подвижна слика што снима акција во живо, да, би рекол дека тој беше првиот што го стори тоа. Значи, од некој човек уште тогаш домина информација, тој сведочи дека тој бил првиот што успел да направи камера за слики во движење. Значи, тој апарат го направил 2 години, ако не се лажам, пред Томас Едисон да почне да размислува за камера за движење. И од тука можеме да заклучиме дека Луи Ле Принс навистина бил, кога се работи за ова, бил пред Томас Едисон. Камерата на Луи со една леќа ќе произведе филмови што може да се видат во 1888 година, од кои 3 преживеа. Еден од овие филмови се тврдеше дека е сниман на 14 октомври 1888 година, на кој се гледаат синот на Луис, неговиот девер и неговиот пријател како шетаат наоколу. Датумот 14 октомври 1888 година е подкрепен со фактот дека една од жените прикажани во филмот починува 10 дена подоцна на 24 октомври 1888 година. Значи тука имаме еден многу конкретен факт и темелен, нели? Таа жената починува во 1888 година. И сега Томас Едисон кој ќе тврди дека тој го открил првин, тоа ќе му биде контрадикторно затоа што нели
Тој после 3 години нели тврдел дека ја создал камерата, а веќе филмот ја покажал филмот на Уиле Принц ја покажал таа жена во 1888 година и од тука нели се вели дека нели веќе во 1888 година бил инвентиран камерата бил инвентирана на Уиле Принц затоа што таа жена починува таа година што споменав. Имате нум на рајниот филм на Едисон се сними скоро 3 години подоцна во 1891 година. Иако Луи имаше работна камера, проблемот со кој сега се соочи Луис беше дека му се потребни А. Начин за прикажување на овие филмови и Б. Потребни материјали од неговата хартија осетлива на светлина со цел да планира повторени проекции на неговите филмови. Експериментираше и конечно стигна на целулит, тоест целулоид во 1889 година, што почна да го користи за снимање и за проекција. Ова ги елиминираше многуте проблеми што ги имаше со својот проектор, како што се стаклените плочи што постојано му се кршеа. Луи направи рани неофицијални демонстрации на својот уред. На 30 март 1890 година Луи ги проектираше своите подвижни слики во Националната опера во Париз. Фердинанд Мобисон, секретар на Националната опера, се заколна дека бил сведок на она што проекторот можеше да го направи, па дури, цитирам, направил целосна студија за овој систем. Во меѓувреме Едисон јавно нема да ги прикаже своите филмови дури 3,5 години подоцна. Во летото 1890 година Луи напише на Лизи која се врати во Њујорк со остаток од семејството. Во писмото Луис ја кажа својата намера да се врати во Њујорк во септември, каде што јавно и официјално ќе ги покаже своите подвижни слики пред светот. Во тој момент на Луи му беа доделени патенти во Франција и во Велика Британија, кои ја покрива неговата камера за движење со нареѓа. Сепак, ниту еден од патентите не беше доволно теменен за легално да го прогласи за пронајач на работната верзија на камерата. Ако Луи можеше јавно да ги покаже своите подвижни слики во Њујорк, како што беше планирано, Луи сигурно ќе го обезбедеше своето место во историјата. Легално како пронајач на камерата за слики во движење. Тука лошата среќа стапи на сцена и ова не доведува до неговото исчезнување. Во тоа време Луи беше во посета на својот брат Алберт Ле Принц во Дижон, Франција. На 16 септември 1890 година во 14:37 часот. Луи Ле Принц се качи на воз за Париз како дел од патувањето назад за Лиц, каде што ќе ги земе своите филмски уреди, а потоа ќе отпатува назад за Њујорк да се сретне со своето семејство и ќе го покаже неговиот изум. Со себе Луис носеше само црн куфер. Според Кристофер Роуленс, автор на книгата за случајот, куферот содржал некои прилично важни документи. Внатре во куферот беше најновото дело на Луи за неговите патенти. Во тоа време Луи се уште ги менуваше своите патенти на камерата со една леќа да се заштити од кражба на неговите пронајдоци. Како што Фредерик Мејсон ќе ги потсети новинарите децении подоцна, не само што Луи се исчезна, туку и куферот со него. Сите обиди да се најде Луи пропаднаа. Луи Ле Принц носејќи документи наменети за заштита на неговата креација, се качи во воз за да сподели својот изум за светот и исчезна. Набрзо по исчезнувањето на Луи, семеен соработник влезе во работилницата на Луи и откри машината на Луи недопрена и спакувана за патување во Америка. За жал, во случај на исчезнатите лица, никому, па дури и брачен другар, нема дозволено да го користи патентот на исчезнатото лице 7 години, што значи дека сопругата на Луи и Лизи нема да може да го комерцијализира пронајдокот на Луи до 1897 година. Но како што беше споменато претходно, Едисон го прикажа својот кинескоп во 1894 година и ги проектираше неговите филмови уште во април 1896 година. Како што и покажала историјата, на Едисон често му се припишува заслугата за измислување на камерата за движечки слики, а Луи ќе биде за секојаш заборавен. Така, значи, пред да влеземе во теориите, морам да кажам дека Луи Ле Принц немал баш среќа, значи таман тој да го прикаже својот пронајдок пред светот, му се случува неговото исчезнување. Инаку, нели, во сите историски книги што би ги нашли, секаде пишува дека Томас Едисон ја открил камерата, нели, првата камера за движечки слики, и мислам дека сега можеме да влеземе во теориите за тоа како и што се случило со Луи Ле Принц. Мојата прва теорија е дека Луи беше киднапиран или убиен од луѓе кои работеа за никој друг, туку Томас Едисон. Оваа теорија држеше сопругата на Луи, Лизи, која веруваше дека мотивот на Едисон е да го спречи пронајдокот на Луис да стигне до јавноста. Временските рокови секако се сопаѓаат. Во 1888 година Едисон започна сериозно да размислува за подвижни слики, додека во тоа време Луи веќе успешно снимаше филмови со својата камера со една леќа.
Значи така, за овој податок нели претходно го потврдивме тој податок затоа што во 1888 година Луи веќе имал филм од таа камера, а Едисон дури 3 години подоцна кажа онаку дека пронашол камера. Се вели дека Томас Едисон бил егоистичен гений, затоа што голем дел од неговиот успех бил изграден врз основа на преземање заслуга од идеи на други луѓе, како што се идеите на луѓето што ги користел. Едисон имаше многу ривали, па дури и уништи некој од нив, но беше прилично вешт во тоа преку правни битки. Тој често тврдеше дека другите ги користел неговите патенти и често пати ги добиваше овие тужби и го искористи ова да добие финансиска корист. Значи така Едисон уште тогаш бил познат дека краде идеи на други луѓе и си ги присвои за негови. Патем нели на суд тоа го докажал и од тоа имал и финансиска корист. Значи нели тој ги тужил луѓето што тој тврдел дека му ги земали дете, како што гледам тука, он им ги земал на нив идеите, а не тие на него. И пустој на суд се докажал се докажува дека другите на него му ги земале идеите и правеле што правеле, и плюс Едисон добил пари од сето тоа. Во 1898 година Едисон тужеше на американска компанија за камери во движење поради прекршување патентот за крадење на неговиот патент за камера со кинетоскоп. Оваа тужба иронично ќе го доведе Луи Лепринс во центарот на внимание, затоа што американската компанија ќе го викне синот на Луи, Адолф Лепринс, како еден од нејзините сведоци. Адолф всушност зеде една година одмор од Колумбија универзитетот, за да патува и да собере докази за да докаже дека неговиот татко измислил камерата за движење, а не Едисон, како што тврдеше самиот Едисон. За време на судењето Адолф докаже дека филмовите се снимани пред 24 октомври 1888 година, со тоа што издал потврда за смртта на баба му, датирана на тој ден. Жената што се појавуваше во еден од филмовите. Но ова не беше тотално непобитен доказ дека камерата со една леќа изградена на Луи беше истата она што го сними филмовите во 1988 година. Кога ги испитуваа патентите на Луи, адвокатите во случајот се фокусира исклучиво на американскиот патент на Луи и за Луи токму овој патент за разлика од неговите патенти во Британија и Франција, беше намен главно за неговата преходна камера со 16 леќи и некој чуваше спецификации за камерата со една леќа. Камерата што беше фокусирана во судењето. Несреќно за Луи, фразата една или повеќе леќи, која би ги уфатила двата пронајдока на Луи, беше останата од канцеларијата за патенти на САД со образложение дека тие веќе дале дозвола за камера со една леќа во гнетото, иако тој последен патент беше за камера за мирување, а не за камера за движечки слики како на Луи. Овој пропуск се покаже катастрофален во судењето. Судењето првично ќе оди за Едисон и со текот на годините судењето ќе се враќа, ќе оди напред и назад, започнувајќи славната војна за патентите. Како такво, сведочењето на Адолф ќе излезе од фокусот и неговиот татко Луи Лепринс повторно ќе биде заборавен и Едисон бил прогласен како инвентор на камерата за движечки слики. До душа и Лори Снайдер, правнука на Луи, исто така ги изрази своите сомнежи дека Едисон, запатен и успешен бизнисмен, би сакал да испрати послушност за да убие човек. Толку е од оваа теорија. Значи, првата теорија, нели, како што кажа, беше дека Едисон нели, се справил со Луи Лепринс и го тргнал неговиот пат, што се вели. Тој нели го тужел и таму на тоа судење дошол синот на Луи Лепринс, Адолф Лепринс, и тој нели сите докази ги покажа на судијата и рекол дека еве ги сите докази, еве посмртницата од баба ми и со ова може да се докаже дека татко ми први ја направил камерата, а не овој човек Едисон, но сепак судиите рекле дека таа снимка била снимена со 16 леќна камера, а се станувало збор за камера со една леќа, како што тврди Едисон, и затоа му го отфрлиле сведочењето на Адолф Лепринс, и затоа Томас Едисон останал во историјата дека тој инвентирал камерата. Сега можеме да влеземе во втората теорија. Втората теорија е дека Алберт Лепринс, братот на Луи, беше одговорен за исчезнувањето на Луи. Братот на Луи, Алберт, беше архитект и единствената личност која тврдеше дека го видел Луи како се качува во возот. Според Рауленс, Алберт дури разговарал со Луи преку неговиот прозорец во одделот за воз. Меѓутоа, истрагата од 1890 година никош не покажува ниту еден патник во возот кој би рекол дека го видел Луи на возот. Ова е чудно имајќи го предвид фактот дека Луи беше огромен човек со 193 см и 100 кг и со тоа не беше човек што може да се изгуби во толпата.
Може би главната причина што некои се сомневаат кон Алберт е тестаментот на таткото на Луи Алберт, кој почина во 1887 година. Алберт беше корисник од тестаментот на нивната мајка, а според авторот Кристофер Рауленс, Луи патува во Дижон, Франција, не само да го посети Алберт, туку и да го добие својот дел од наследството вредно над 140.000 американски долари според денешните стандарди. Значи така втората теорија има мотив, има и добри факти, можеме да кажеме, че втората теорија гласи дека братот на Луи го убил. Со други зборови, никој во возот, во тој воз не го видел Луи дека се качува во возот. И тоа е поготово сумнително, што тој бил джинат човек со 190 см, 90 кг, тоа е 100 кг има. И со тоа не бил некој човек што би може да се пробушти. Тоа е многу чудно нешто, никој не го видел во возот. Исто така, нели, мајката и таткото оставиле тестамент вреден на 140 американски долари според денешни стандарди, и тоа тие пари следувале на Алберт, поголемиот дел следувал на Алберт, и ова би му давало мотив на Алберт да го убие својот брат и да си ги земе сите пари од тестаментот. Ова станува уште поинтересно кога ќе земете предвид дека истражителите во 1890 година изгледа не знаеле за наследството, што би му дава мотив на Алберт, освен тоа тие не се сомневале во сведочењето на Алберт во врска со гледањето на Луис во возот. Значи така тие тогашните истражувачи тотално го тврдиле Алберт како сомничен и не го зеле во предвид тестаментот, и исто така не се сомневале во неговиот исказ дека брат му го видел Алберт, нели, како се качува во возот. Таму би му дал алиби, нели, на братот на Луи, нели, тој рекол јас бев со него, тој се качи во возот и јас немам ништо со него да чезнување. Но сепак истражувачите и полицијата тоа го тврлиле и не верувале дека Алберт би можел да го убие својот брат. Лори Синднер, претходно споменатата внука на Луи, повторно се сомнева во оваа теорија, заснувајќи ги своите верувања врз мемуарите на Лизи Ле Принц, кои прикажуваат блиско семејство кој што секој си имал цврста врска. Авторите Ауа и Фент исто така забележуваат дека нема докази за поддршка на оваа теорија и нагласуваат дека семејството на Алберт остро го негира тоа дека Алберт Ле Принц губи Луи. Така, значи, мислам дека све кажав за втората теорија и се можеме да влеземе во третата теорија. Третата теорија, и можеби најстрашната, дека Луи Ле Принц едноставно не сака да биде најден. Оваа теорија е изнесена од правнукот на Луи, кој е внук на Алберт. Теоријата вели дека Луи во голема мера бил во долгови со вредност од 84.000 долари според денешните стандарди. Во средината на 1870-те Луи даде лош заем за семејниот бизнис на фамилијата на Лизи, кој не заврши добро. На крајот, двојниот приход на Луи и Лизи мораше не само да го обезбеди семејството, туку и да ги финансира филмските експерименти на Луи, и според акторот Кристофер Рауленс, Луи не работел стабилно за приход околу 3 години до неговото исчезнување. Во април 1890 година, Луи напише писмо на неговата жена за проблемите со проекторот, додавајќи: се надевам дека ќе ти стигне ова писмо. И сакам да кажам дека ми треба малку готовина, што ја немам при рака, и тоа ме прави да се чувствам малку вознемирен, а уште повознемирен сум бидејќи знам дека ти не заработуваш многу. Се претпоставува дека на крајот Луи се подпира на наследството на неговата мајка за да продолжи да работи на својот проектор, но за време на неговото патување во Франција дознал дека не може веднаш да ги добие парите. Од пронајдокот на Луи, некои, како и авторот Кристофер Роленс, верува дека Луи, познат перфекционист, смета дека неговиот проектор не е според стандардите што ги замислил. Неговите писма нудат докази дека Луи не бил задоволен од квалитетот на сликата на проекторот. Било многу светло и сликата била матна. Според авторот Рауленс, можно е Луи само да излегува возот помеѓу Дижон и Париз, наместо поразено се соочи со своето семејство. Фредрик Мейсон, асистентот на Луи, веруваше дека Луи само би излекол корист од неговите пронајдоци, што би направил безмислено тој намерно вичезна на самиот почеток на својата кариера. Дейвид Вилкинсон, продуцент на документарен филм за Луи, рече: апсолутно сум убеден дека ќе собереше пари од многу истакната публика, за потоа да започне со производството во доста големи размери. Тој ќе го направише она што Едисон и практиката Лумиер го направија, но пред нив. Тој ќе беше познат. Значи така, завршуваме со оваа реченица, завршуваме третата теорија, и со тоа целиот случај за Луи Ле Принц. Ова беше навистина голем и тежок случај, се работи за
наводниот пронаѓаш на камерата, значи заради тој пронадок сите денешни телефони и сите апарати што имаат камера можат да функционираат и заради него или пак заради Едисон функционираат. Значи тоа беше главната тема. Исто така неговото исчезнување до ден денес останува неразјаснето. Никош не се дознава што се случило со Луиле Принц. Што се однесува до мене, мислам дека првата теорија ми е најдоверливо што се работи за мене, нели јас највеќе верувам во таа теорија, дека Томас Едисон намерно нели го губил и му го земал изумот. Тоа е едноставна причина. Ем ќе дојде пари, ем ќе остане запаметен во целата историја на филмот дека тој бил првиот што ја направил камерата со движечки слики. Со други зборови, нели таман да му каже на светот дека ја направил таков добар изум. Таман нели тоа да го направи, тој исчезнал и тоа е сумнително, поготово дека Едисон нели Едисон после 3 години рекол дека тој ја открил камерата. Втората теорија нели беше дека братот на Луиле Принц, Алберт Ле Принц, си има тараса на него. Таа мислам дека има многу цврст доказ, нели се велеше дека никој во возот не се сеќава тоа што нели кога биле прашани луѓето на возот, не се сеќава дека Луиле Принц се качува во возот. Тоа ми е нели многу сумнително, затоа што не ми се верува дека не ми се сеќавале на него, затоа што не бил некој мал човек што толку така би поминал низ гужва и не би се приметил, значи тој имал преку 190 см, преку 100 кг, што го прави нели джино човек и многумина би се сетиле на него. Кога биле прашани од полицијата, инаку Алберт имал мотив, не дека не бил, значи тој тестаментот што бил преку 150 американски долари во денешни стандарди, значи толку изнесувал тестаментот од мајка му, татко му, и тој за да си земе тие пари, губил брат му и сите пари сакал да бидат за него. Трета теорија беше дека исчезнал. Мислам дека нова теорија, трета теорија нели беше дека тој исчезнал намерно и не сакал да биде најден, односно нели самиот отишол негде, се скрил и така тоа е све што се случило со него. Но не ми се верува на таа теорија и давам најмал процент, затоа што нели тој би открил толку голем пронадок што би го сменил светот. Значи нема никаква логика тој да исчезне после таков пронадок. И мислам дека тоа е се што ќе кажеме за Луиле Принц. Ова нели како што кажеме последна епизода третата сезона на You Scared. Останете на линија за следната сезона. Пријатно се најдобро и се гледаме во следната сезона на You Scared.